Добро утро, јас сум Александра Бубевска, а денеска во Обштествена сцена гостин ни е Гоце Наумов, археолог од Музеот на Република Северна Македонија. Добро утро, Гоце. Поводот ни е оваа изложба што е во моментот што може да се погледне во музеот, тоа е изложбата Африка во Македонија, која што има некоја рекордна гледаност, барем до сега, има голем број посетители, и вие поради тоа ја продолживате да трае до март, иако се отвори некаде во ноември, ми се чини. На што се должи посетеноста голема на оваа изложба ваша? Па, мислам дека самиот поим Африка е доволно, да речем, интересен и атрактивен. Од друга страна е екзотичен на некој начин. И мислам дека тоа пред се привлекува луѓе, бидејќи не баш често имаме прилика да видиме нешто од Африка што е присутно тука. Меѓутоа, ние всушност прикажуваме нешто што е тука произведено од преисторијата до денес, во голема мера, што всушност има некакви врски со Африка, иако има и африкански предмети од минатиот век, кои се дел од колекции на разни наши граѓани. Така да претпоставам дека од една страна како и минатата година со духовите на Африка, така и оваа година привлекуваме внимание поради тоа што луѓето сакаат да видат нешто од што му припаѓа на овој континент. И како што спомнав, тоа е повеќе на концептуално ниво во рамки на оваа изложба, отколку што тоа фактички, односно на ниво на предмети. Од друга страна, самата тема Африка во Македонија, односно присуството на Африка во Македонија, исто така доволно интригантна и за многумина неверна, во смисол дека многумина сметаат какви се тие елементи на Африка. Да, тоа сакав да ве прашам. Каква е врската конкретно? Вие сте повеќе истражувачи, вие сте главен иницијатор и на оваа претходната што беше минатата година 2018-19 духовите на Африка и на оваа изложба? Оваа изложба работиме со професорот Никос Чосидис, со кого разработивме една многу интересна и широка тема, поради која поканивме и многу наши колеги од разни музеи и институции да се вклучат како автори на поглавијата во каталогот, кој има околу 17 поглавија и обработува разни сегменти од Африка во Македонија, некако и не се присутни во изложбата, бидејќи не можевме се да изложиме. Така да во таа смисла имавме, што се вика, голема научна армија, која работеше на тоа да покаже во сите сегменти од палеолитот до 21 век скоро, како всушност овој простор и големиот африкански континент комуницираат во последните, да речеме, 2 милиони години. Кога се отвараше изложбата, имавте една интересна изјава и велите вака, дека ве фаќа инеет од злоупотребата на Африка. Па, една од причините зашто направивме изложбата е всушност како многу често покружно се формираат стереотипи околу и популации, и географски простори. И во таа смисла некако е многу, да речем, навредливо за самата африканска популација, мислам за сите народи кои живеат на Африка, како се генерално прикажани и во рамки на филмографијата, и во популарната култура, мислам и во новинарството исто така, како, да речем, еден уникатен народ кој има црна боја, кој живее племенски, кој нема никаква рафинираност. Напротив, оваа изложба покажува дека всушност од преисторијата до средниот век во Африка како има различни култури кои не се секогаш врзани за племенското живење, која во основа воопшто не е лоша и напротив има многу своји предности и квалитети. Но од друга страна, за жал, секогаш тие стереотипи доминираат во доменот тоа како се гледаат популациите во Африка, што всушност нас ни користеше како еден вид на, да речем, символ или предложка која сакав да искористиме за едно пошироко прецепирање на разни култури кои стереотипно се гледаат, бидејќи многу често фикцијата на поголемата, да речем, на поголемиот број луѓе за одредена култура секогаш се врзува за она што е сервирано, да речем, од страна на медиуми, од страна на филмовите, од страна на разни други сегменти на уметност или на популарната култура. И поради тоа, всушност, изложбата функционираше како нешто што треба да ги расшири нашите видици и да покаже дека всушност тоа што ни се представува како една слика, всушност не е толку едноставна и плошка, туку има своја длабочина, има своја разноликост,
и која треба индивидуално, нели, да се разгледува и да се има предвид. И во таа смисла, мислам, иако изложбата се однесува на Африка, сепак може да се вика со разни други термини кои се, да речем, присутни и во Македонија и во другите делови на Балканот, но и пошироко. И на тој начин да се укаже на тоа дека всушност она што го гледаме како една култура или како една целина има многу поголема длабочина и многу повеќе елементи на вариабилност или вариетети кои се во рамки на таа култура, кои треба да се земат предвид кога сакаме да ја восприемаме или да реферираме на таа култура. Кога зборувате за Африка, на ум ми паѓа актуелна една полемика по социјалните мрежи што се одвива, а тоа е дека нели медена земја не представува лошо, сиромашно и така натаму. Вашето мислење за тоа? Па, за жал, мислам секогаш кога ќе се појави нешто популарно, всушност има реакции, за среќа има многу повеќе позитивни реакции, многу ми е драго и како и илјадници, можеби милиони други се радувам на успехот на медена земја, кој веќе е всушност голем и без разлика како ќе биде исходот од наградите. Тој филм со самото појавување освојување награди на Sundance си го кажа своето, што за мене е многу поголем чекор отколку Оскар кој има своја нели друга популарна, да речем, нишка. Но дефинитивно мислам истото го имавме и со некои други македонски филмови, кога ќе успеа до некаде и има контрареакции како од типот сега не представувате, не знам, рурално, ама од друга страна тоа е и дел од нашата реалност, мислам тоа. Прашувам во контекст на ова што го говорите за Африка. Да, тоа сакам да го кажам дека всушност медена земја прикажува нешто што многумина го имаат изгубено, што во основа и голема вредност и треба да се зачува така да во основа и функционира како апел за да се заштитат одредени работи кои во најголем дел од, да речеме, урбаниот свет се веќе изгубени. А од друга страна, мислам, нас не препознаваат и преку, да речем, ракометот и сега тој ќе испадне како некој реагира и не треба да веќе да играме ракомет, не треба да имаме прваци во Европа во ракомет, треба балет да играме да бидеме софистицирани, само балетот да се представува, нели. Така да во таа смисла ништо што всушност освојува внимание не треба да биде занемарено или ставено во, да речем, во некаква пауза, бидејќи уметничката слика, уметничката идеја е всушност она што води, она што освојува внимание и нели привлекува луѓето малку поинаку да размислат за некои работи, а тоа всушност и доближува нели нашата тема на изложбата со концептот. Да се вратиме на Африка. Изворени естетски достигнувања покажува вашата изложба и ова од духовите што беше претходната, но и ова што сега моментално може да се види во музеот. Дали ќе мислите да продолжите? Вие во првата изложба Духовите на Африка остваривте една соработка со Музеот на африканска уметност од Белград. Дали планирате нешто во таа смисла и да продолжите? Па за сега не конкретно, иако изненадувачки колку многу луѓе ни пристапуваат и кажуваат имаме предмети од Африка, сме живееле во Африка, се уште има родни кои живеат во Африка, зборам за македонци. И дури веќе онака станува симптоматично колку всушност може таа идеја да се разработи во смисол на да има некој континуитет на веќе иста тема која би можела да се прикаже повторно, но дефинитивно нема да одиме со истата тема. Не би сакале сега повторно да прикажувам исти предмети. Може би еден нов вид на изложба би било добро да се организира не во Македонија, туку надвор од Македонија, особено во африканските земји, да се прикаже тоа што всушност во Македонија го има од преисторијата до денес, кој се произведувало нели на оваа територија, но со африкански влијанија, да се прикаже во Африка, да се види како африканците ќе реагираат на она што всушност произлегува од нивниот континент и на тој начин самите се изненадат колку всушност е шаренолики од да речеме од доцната преисторија, барем до средниот век, и на тој начин да се воспостави една друга антрополошка, да речем, комуникација и да се видат тие ефекти на взаемно, да речем, комуницирање, но од една друга, да речем, перспектива, не од економско-трговска, туку од културна, па можеби символичка и религиска, бидејќи има доста религиски елементи
на Африка кои се присутни во Македонија и во преисторијата и во антиката, особено елементи исто од Африка во средниот век во христијанството, што за многумина е скоро неверојатно. Да. Додека ние говориме, оди музика од Сет. Вие сте и музичар. Како тоа се надополнува со ова со оваа строга научна дисциплина со која што се занимавате? Сепак археологијата е многу сериозна. Па и музиката наука. е подеднакво сериозна работа, поготово ако пристапите одговорно. Има еднаква научност како и науката. Мора да бидете прилично, да речам, концентрирани и спремни да го свирите тоа што сака да го свирите прецизно и квалитетно. И секако дека е составен дел од мојот живот, бидејќи пред себе јас почнав со музика, а после со археологија, така да паралелно и двете работи се движат и Стат се се вика музиката, така. Требаше да ме поправи. Бендот се викат Сет Стат. Да. Оваа композиција кој се јас и Кафион и од нашиот последен албум и така не радува што ете може и нова мисла се че. Благодарам многу, доколку не сте ја видели изложбата во Музеот на Република Северна Македонија, со сигурност треба да веројатно не треба да ја пропуштите, а ова што следува после нашиот разговор со Гоце Наумов, ја ви благодарам што бевте гостин во утрински брифинг.